Почитувани добар ден. Гостин во денешното интервју на Радио Слободна Европа лидерот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев. Господин Заев, како ги коментирате првите критики дека Социјалдемократскиот сојуз се уште не покажува потези кои што го менуваат имиџот на партијата? Како критики од противнички табор, или да не кажем злонамерни. А недвосмислено и очигледно дека има доста работи кои што се променуваат и тоа е многу нормално во секој организам жив кој што расте како што е една политичка партија како СДСМ. Промените се гледат на секој чекор. Еве, ние сме партија која што успеа да отвори политички диалог и успешно да го заврши за настаните 24 декември. Проактивниот однос со пресконференции, изјави, активностите во парламентарната група и насекаде се една своевидна унапредување, не би рекол целосна новина секако. Организационите активности кои што стартуваат на локално ниво по вертикала на партијата и она кое што значи брзо користејќи го летниот период на избор на сите органи тела на партијата, од централно до локално ниво и до келиите на партијата, местните одбори, апсолутно се завршени. Постапки кои што ја направија СДСМ да биде подготвена партија за евентуални предвремени парламентарни избори. Тоа значи дека заедно со оваа промоција која што имаме на програмата, се обидуваме да се понудиме колку што е тоа можно поквалитетно пред граѓаните, за да знаат која е таа алтернатива на власта во форма на понуда која што може да ја очекуваат доколку одлучат да гласат за некој друг, а не тоа да биде власт. Меѓутоа, како Социјалдемократскиот сојуз ќе нуди алтернатива на владините политики? Со оглед на тоа што веднаш по вашите први предлози стасаа и критики дека тие во голема мерка личат на популистичките мерки на власта. Нашата конечна цел е да придонесеме кон враќање на средната класа, која што реално овие 22 години самостојност и транзиција во Македонија ја подуништи. Сега имаме многу мал процент на екстремно богати и огромен процент на граѓани кои што спаѓаат во сиромашна класа. Средната класа буквално да се изгуби. Лево ориентираните партии се најповикани за оваа работа и токму тоа е нашиот таргет кон кој што се стремат сите мерки и решенија кои што ги нудиме. Ние не може да бидеме поголеми популисти од најголемиот популист на светот, тоа е Груевски, според нас кажано. А од нас граѓаните очекуваат сериозна понуда, која што вреди да се размисли, но може и да се имплементира, но исто така да биде нешто кое што ќе биде еден коректив на после ова владење на власта, односно ќе значи стабилизирање, пред се на финансиско стабилизирање на секое семејство во општеството. Не е ли таа мерка за враќање на средната класа на некој начин популистичка? Ова мерка е една од покрупните мерки на Социјалдемократскиот сојуз и тоа не е ние измисливме топла вода, тоа е применето во неколку земји и тоа во Европа како земји, да не зборуваме за земјите од Америка, од Африка, каде што во циклуси нападови е применета од тие причини, да вбризга повеќе пари кон граѓаните. Со тоа надевајќи се државата дека има стабилни плаќачи на данок, кога граѓаните и стопанството имат, тогаш и буџетот на државата е прилично поспокоен или растечки ориентиран, да го кажам. До сега Република Македонија од ДДВ собира во буџетот околу 45 милиарди денари. Со само половичен успех на мерката која што предлагаме. Во државата ќе има 55 милиарди денари, 10 милиарди денари повеќе. 8 милиарди или 130 милиони евра се тоа, ги враќаме назад кон граѓаните, а 2 милиарди остануваат плюс повеќе во државата кои што може да се употребат за зголемена социјална помош, за решавање на проблеми на ранливи категории на граѓани, да ги отстраниме децата кои што просат на улици, луѓе спијат под мостови, да го направиме поправично општеството и финансиски поспокојно. Започнавте една комуникација со власта во стилот на подадена рака, ја нудиме нашата помош и така натаму, меѓутоа наскоро за возврат добивте октопод. Како сега размислувате за позицијата која ќе ја заземете во комуникацијата со власта? Ова е една од новините во СДСМ. Отпочнување и инсистирање на политички диалог, толку насушно потребен во секоја демократија. Кај нас е изгубен. Немате дуели на електронски медиуми, немате дебата за одредени прашања. Еве сега имаме некој исчекор. Некој ме критикува, вика како понизен политичар оди кај својот противник во влада и тука нешто се разговара. Јас знам дека оваа партија постои за Република Македонија. Кога се националните прашања исправени, ние мора да ги искористиме сите можности да оствариме поголем бенефит за Република Македонија.
И тука нашите совети може да си оставиме дома. Ако не сме подготвени на тоа, не треба да се нафатиме за политика. Јас продолжувам и покрај тоа. Охрабрен сум дека во една невозможна мисија за заклучоци во кој што власта признава кршење на устав, успеавме. Добивме извештај и денеска имаме пак предлог за отпочнување на преговори од Комисијата кон Советот на Европа. Секако и тој успех е во полза на Република Македонија. После тоа беше канонада на критики кон Заев. Не само тоа, ни апсат луѓе директно. И целото тоа не го подобрува амбиентот за дебат. Велите дека Шиповиќ е монтиран политички случај за да се блокира работата на општина Центар и дека власта постојано има план Б, обидувајќи се да ја блокира работата на општината. Зошто вие како опозиција немате план Б во ниту еден момент од преземањето на власта во општина Центар? Секој пат и досега сме имале план Б. Што ли не ни направија за време на изборите? 3 пати прегласување. Успеавме во упорноста и вербата кон нашиот народ. И тука нема да дозволиме да биде блокирана општината. Веќе почна разговори со малцинството, да го кажем, опозицијата во општина Центар, а тоа се советниците од ДПМН и другите партии, за одредени точки врзани со грејење на градинките, со грејење на школите да разговараме, да поминат таквите точки. Еве имаме план Б, да тераме со таа работа. Не мислиме дека готово треба да потоне општина Центар. Секогаш имаме план Б, но секогаш мора да бидеме исправени со верба кон она во кое што сме сигурни. А тоа е дека ова што се случува со Шиповиќ, изречена мерка за апсење поради можност за впуштање во бегство на човек кој што тргнал да се врати назад, апсолутно не е вред. Доколку се ревидира избирачкиот список и се исполнат сите останати услови за одржување на предвремени парламентарни избори, дали сте вие подготвени во овој момент да ги одмерите силите со власта? Поставивме Централен одбор на партијата, избравме извршен одбор на партијата, ги конституиравме сите совети на партијата, ги избравме сите претседатели на општински организации, сите извршни одбори, местните одбори, хоризонтално и вертикално, значи под двете основи партијата е поставена целосно и подготвена за избори. Имаме комплет понуда со што можеме да се понудиме пред граѓаните, а тоа е досега политичка понуда, која што за 2 дена преминува во изборна програма или изборна понуда. Тоа значи дека СДСМ е подготвен за избори. Многу важно е да граѓаните ја осознаат таа понуда која што им е даваме. Ние веруваме дека преку тоа ќе имаме поголема доверба, преточена во повеќе гласови во изборите. Едно знам, предвремени избори имавме на 2 пати. Не и донесува ништо добро на Република Македонија. Може ние ќе ги бараме за месец-два. Го кажувам тоа што во моментот го мислам. Но истовремено СДСМ нема да дозволи да улета и легитимира уште едни криминални и нелегитимни избори, нефер и недемократски избори. Зарем е фер 55 милиони евра да се дадат субвенции 2 дена пред изборите, пред изборниот ден. 12 милиони евра да се пуштат на медиумите на 2 дена пред изборниот ден. Сите директори на центри за социјални грижи со списоци во раце да трчат по најкревките, најранливи категории на граѓани. Тоа се социјалните случаи, добитниците на додаток за трето дете, детскиот додаток, кои што живеат од тие пари. И да се заканите директно. Полицијата да биде прва партиска војска на власт. Тоа не се фер шанси. Јас сакам како претседател на опозицијата, на СДСМ, да знам дека секој граѓанин кој што донел одлука да гласа за СДСМ, кој ќе дојде денот на изборите да гласа за СДСМ, а не да биде заплашен, уценет, буквално душичката да му биде земена од страна на власт. Тоа не е во ред. Преку изборната регулатива ќе ги отстраниме сите овие можности на репресија врз гласачите или граѓаните од страна на оној кој што треба да биде сервис на граѓаните, тоа е владеачката политичка партија која што ја бирале досега. Ред е во секоја демократска земја. Пред избори, изборниот закони го носат со консензус и власта и опозицијата, излегува во таков случај и Груевски Заев, соопштува дека сега имаме фер регулатива, одиме на избори. Кога ќе го постигнеме тоа, ние сме подготвени за избори. Ви благодарам за разговорот. Благодарам и на вас. Ова беше неделното интервју на Радио Слободна Европа. Пријатно.